Бесплатен градски превоз во наредните 3 месеци. 24 часовен инспекцијски надзор со соодветна опрема. Детектирање на загадувачите. Ова се само дел од мерките кои невладините организации бараат итно и без одложување да се спроведат. Велат оти состојбата со воздухот е алармантна и најавуваат тужба против државата во Страсбур поради аерозагадувањето. Ако ги исцрпиме сите инструменти во Република Македонија со судството и најдеме конечна разрешница, ќе бидеме задоволни. Ако не, се надевам со помош на адвокатот, кој се надевам дека ќе ни се јави и дека волонтерски ќе не застапува, ќе поднесеме тужба до Страсбур, до Меѓународниот суд за човекови права. Мислам дека дојдено е време за превземање на одговорност и некој од институциите и од одговорните, посебно за животна средина, чист воздух и загадената почва, треба да понесе одговорност. Невладините организации ќе ги упатуваат граѓаните каде да пријават ако забележат загадувачи. Велат инспекторите од една страна и граѓаните од друга, ќе дадат краткорочен ефект во борбата против загадувањето. Ова се однесува од една страна и на непочитувањето на стандардите, односно на големите загадувачи, кои што може би во даден момент не ги користат филтрите кои што би требало да ги имаат, односно тврдат дека ги имаат, а од друга страна пак и така не толку опасните загадувачи на локално ниво. Невладините сметаат дека парите во буџетот одредени за наредната година за борба против аерозагадувањето не се доволни. Воедно бараме владата да биде транспарентна во своето работење и барем еднаш неделно да ги информира граѓаните што е тоа што конкретно превзема за намалување на загадувањето. Секој има право на чист воздух, велат невладините организации, ќе поднесат и петиција до надлежните институции.